Уметници од земјава и странство веќе неколку дена твораат на меѓународната струмичка ликовна колонија, која по 54 пат се одржува во градот под царевите коли. Станува збор за едно од најстарите ликовни манифестации во земјава, каде уметниците творат во повеќе техники, оставајќи дел од својата уметничка визија на македонско тло. Во ателието на уметничката галерија во Струмица, уметници од Македонија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Чешка, Полска, Турција ги распослаа платната и преку боите и четките, го пренесуваа своето видување на Струмица, познато по богатото културно и историско богатство. Колонијава е добро позната на македонските простори, но и пошироко. Ја има таа традиција долговековна, така да едноставно е како млад автор ми е драго и мило што ќе бидам меѓу постариве уметници тука, стариве мајстори, заедно што ќе твориме. Не е едноставно или само што ќе гледаме и ќе читаме меѓу каталозиве и во другиве пишани дела, така да ќе бидеме дел од целава оваа атмосфера кај што се создава уметноста и се одржува оној развој на македонската култура и уметност. Многу ни од големо значење, барем на нас младиве автори, бидејќи се уште ние на некој начин се тражиме, истражуваме и со нивново размена на искуствата и на идеите, че ние и тука и работиме, но и приватно вака се дружиме, разговараме како е оно течение во нивниве земји, нели онаа култура и уметноста, така и кај нас па се надобразуваме за да бидеме нели во тековниве случувања со европскава култура. Една од најдобрите, јас сум одил на многу места, сум ходил из Македонија на колонија, тука е многу добро. Ова е една од најдобрите колонии на Балканот, добро е организирана и има одлични услови за работа. Јас ќе направам 6 дела, од кои 4 ќе оставам за колонијата, а 2 ќе понесам со себе за Бугарија. Инспирацијата ја српам од Струмица и моите видувања за струмичкиот регион. Топло е, но ќе издржиме. Мој си така по характер. Струмичката ликовна колонија е позната по слободата на творење. Има сликари, скулптори, мозаичари, графичари. Сите тие се друже и разменуваа мислења за новите правци во ликовната уметност. Паралелно со својот алат ги правеа делата кои треба да сведочат за 54-тото издание на колонијата во Струмица. За колонија од далечна 72 минатиот век. Што можете да кажете, вие сте уметник, што можете да кажете за оваа колонија? Дали го фати тој вистински правец на проширување, на функционирање? Фактот дека постои долго време, значи добро работи, добро функционира и добри дела се создават. Во рамките на колонијата веќе неколку години функционира и ателието за мозаик. Годинава таму беше задолжен мозаичарот Ѓорги Томовски, кој неколку дена работеше на изборот на камењата, нивното кршење, а исто толку денови му беа потребни да го направи мозаикот. Вели дека е добро што струмичката колонија го негува мозаикот како ликовна дисциплина, на кој што треба да се посвети поголемо внимание во нашава земја. Тука веќе имаме една традиција во Струмица која веќе повеќе е лична и врзана и со местото и со градот Струмица. Нели мојот професор пред колку заедно со Александар Филев пред 17 години го направива ателиет за мозаик и во рамките на него како дел од аманетот на професорот ние сме тука да продолжиме традицијата. Материјалите и техниката ни е позната и ја работиме веќе долго време, долго години. И со нови инспирации секоја година правиме по некој дело кој останува тука во трајна собственост за колонијата. Го збогатуваме фондот, ги збогатуваме искуствата, разменуваме мислења и гледаме да имаме едно пријатно искуство на ова. Што дело година правите и колку време е потребно за едно дело кога станува збор за мозаик, бидејќи станува збор за една тешка ликовна дисциплина? Точно, значи
Тешко да се каже, бидејќи процесот на правење мозаик не е само ставање, боцкање на камчињата во малтер, туку почнува со кршење на камењата и тоа е веќе долгорочен процес кој е потребен еден период подолг да се опреми, меѓутоа кога веќе имате опремена палета од камчиња од стакла, да кажеме за големина како мојата за 6-7 дена макотрпно секој ден со работа го успеаме да го завршиме. Пошто ипак гледаме да ги формата на мозаикот и големината да адаптираме на времето кое ни е на располагање, нели? Организатор на колонијата е Уметничката галерија при Центарот за култура Антон Панов во Струмица. Секоја година во првата половина на август тие се центарот на ликовната уметност на Балканот, кои даваат белег на новото уметничко време. Годинава 17 автори продуцираа 60 дела во повеќе техники. За овој период додека траеше колонијата се создаде отприлика околу 60 дела. Дела работени во различни техники, тоа е нели зависност од авторот, од начинот на кој он се изразува, дали тоа се работи акрилик на платно, масло на платно, се работи и скулптура, и мозаик, така да Струмичката ликовна колонија се разликува од другите колонии по тоа што на уметниците нуди повеќе можности да ги изрезат своите креации. Како што спомнав, ние сме нели и единствена колонија која ги нуди тие можности, бидејќи тук се работи и сликарство, и графика, и вајарство, и единствена колонија која се работи и мозаик. Веќе 25 години функционира студиото за мозаик, кој е во склоп нели на колонијата. Што се однесува до мозаикот, веќе за следната година имаме аплицирано и голема изложба на мозаици за сите тие 25 години колку што трае нели студиото и работи, да бидат изложени сите мозаици и презентирани пред љубителите на ликовната уметност. Делата на годинашнава меѓународна струмичка ликовна колонија премиерно ќе бидат презентирани на 11 септември во Струмица по повод денот на ослободувањето на градот, а потоа и низ повеќе градови во нашава земја. Од оваа колонија до сега се направени над 2500 дела кои грижливо се чуваат во депото и од време на време се изложуваат на увид на пошироката јавност.